Почитувани гледачи на Психоманија, еве во второто видео, поточно вториот мој приказ сега што ќе го направам, имам интервју со човекот кој што е официјален претседател на Сојузот на синдикати на Македонија, кој што неправедно беше избркан од просториите на Сојузот на синдикати и кој што беше сменет со на еден начин празен лист хартија. Добар ден и би сакал прво да ве прашам, еве денеска на пресконференцијата истакнавте дека ви е врачено конечно судско решение со кое што вие сте вратени да бидете повторно претседател на ССМ. Најнапред благодарам за поканата да гостувам во оваа емисија. Навистина задоволство е да ја соопштам таа вест во интерес на работништвото и на синдикалното движење во нашата држава, дека конечно судот, Вишиот управен суд, донесе конечна правосудна и извршна пресуда, со која ја потврди првостепената пресуда на управниот суд, со која се прифати моето туџбено барање за бришење на Дарко Димовски од Централен регистар како лице за застапување и представување на ССМ, бидејќи на незаконит начин беше упишан, и исто така во пресудата се кажува дека решението и на второстепената комисија за жалби се поништува, која фактички овозможи негов упис. Тоа значи дека се покажа дека сепак има правдина, се покажа дека вистината често пати, иако е споро или како што кажуваат, како шило сепак доаѓа до израз, се покажа дека судската власт навистина започнува сериозно да функционира, дека не респектира притисоци, дека нема да респектира понатаму и одредени влијанија, туку ќе суди според она што значи право и правдина. Всушност за тоа сите се бориме и се надевам дека тоа ќе биде агендата идна која ќе означи. Што се однесува за она што ме прашавте за начинот на влегувањето. Наистина станува збор за еден крајно некултурен, насилнички, вулгарен начин, недостоен за лица кои има дури основно човечко воспитување. Да не зборувам за една организацијска култура, да не зборувам за една култура која треба да ја промовира некој го води Сојузот на синдикати на Македонија како историска организација. Навистина тоа влегување беше крајно непристојно, беше поврзано со кршење на стакла, беше со обивање на кабинетот, забрана за мое влегување. Еве уште по 3 години, замислете со какви луѓе имаме збор, се уште не се вратени предметите, се уште не се вратени дипломите, се уште не се вратени личните трудови, фотографии. Тоа значи навистина една содржина која е крајно непристојна и непримерна за една таква организација. Така, они сакаат да покажат по на српската поговорка сила Бога не моли, но судовите, еве и со сите докази кои што ги презентиравте тука, се покаже дека уствари Бог силу не воли, поточно Бог силата не ја сака. Па се покаже вистината дека преку еден навистина фалсификат, преку еден историски скандал, неколку луѓе се обидува и ја изманипулираа цела јавност, ја донесоа во заблуда. Тоа се потврди и на средбата која имавме на 10 март и со техничкиот премиер, и со министерката Царовска, советникот за правда Чочоровска, техничкиот министер Ѓонул Бајрактар, Санеја Шкриел и останати присутни, каде што буквално еден од учесниците кој јасно кажа дека беше доведен во заблуда, кажа и дека воопшто, апсолутно не била водена постапка за моја промена, дека тоа бил случаен ручек во ресторанот Ексклузив, каде што беше утврдено дека немало делегати, дека некои делегати не биле ни делегати, туку на еден обичен ручек, на обичен лист празен хартија, еден од тие господа Лазе Ѓоргиевски, на еден крајно непримерен начин, доведувајќи во заблуда, потпиша обично ливче хартија, дека била извршена моја промена. Така, вие и уште тогаш кажавте дека ќе поднесете жалба и до меѓународните синдикални организации. Што бидно со таа? Значи, неколку пати Светската Федерација на синдикати, Европската конфедерација на синдикати упати писмо и до премиерот, и до министрите за труд, со која јасно кажаа дека директно е повредено
правото за автономија во синдикатите, дека повредена е конвенцијата 87 и дека со решение на министер не може да се менува синдикалец, посебно преседател на синдикат, уште повеќе кога јасно се покажа дека имаме фалсификувани документи кои покажуваат дека немало никаква водена постапка и тие дадоа исклучителна поддршка и побараја тоа решение да биде повлечено. Јас во меѓувреме го водев и овој спор, се јавија и од Европска конфедерација, а најнова информација еве да има јавноста е дека во декември месец бев и во Брисел, бев во економско-социјалниот совет, бев на разговор со неколку европратеници, беше испратен допис до голем број на европски пратеници, до тогашниот комесар Хан, до Могерини. Исто така имавме средба и на ниво на Македонија со амбасадорот Жбогар, каде што јасно беа презентирани документите, беше договорена дури и средба во декември да дојдат представници од Европскиот парламент во нашата држава, каде што требаше да имаат средба тогаш со премиерот Заев и со Царовска, но заради менувањето и доаѓањето на пржинската влада, тој план нешто се искомпликува, па сега се искомпликува цела состојба со COVID-19 и така да во секој случај јавноста будно следи, европската јавност следи, ние треба многу скоро да ги отпочнеме преговорите, од кој првиот кластер е владењето на правото, а тоа значи дека задолжително ова ќе треба да се исполни, ова пресуда мора да се изврши, за да покажеме уште еднаш дека навистина сме зрели за влез во Европската Унија. Уште единствено, ја мислам дека би требало и да ги повикате членовите на синдикатот и општо работниците да се обединат малце повеќе, затоа што гледаме дека ретко кој веќе ги есапи, да кажем, работниците. Значи, не случајно со ковидов еден куп работодавачи се ставија како врз работниците како робовладетели. Ни плати им дава, ги бркаа од работа, ги уценуваат и тие пари што ќе им ги дадат. Има некои неофицијални сознанија дека и тие пари што ќе им ги дадат ги бараат да ги вратат назад. Па за жал дури и ваква состојба како што е ситуацијата со COVID-19, покажа дека за жал спрема работниците никој нема милост. Тоа значи дека ни треба моќно обединето синдикално движење и не случајно фактички на некој начин со фалсификување бев и променет, бидејќи основната идеја беше како да ги здружиме сите синдикати во нашата држава. Ние подпишавме меморандум и со Конфедерацијата на синдикати, подпишавме и со Унијата на независни синдикати, водевме разговори со КСОМ. Тоа значи дека ни треба моќно синдикално движење кое како рамноправен партнер заедно со владата и со организацијата на работодавачите ќе треба да ги решава сите проблеми. Ќе треба да ги решаваме екзистенцијалните проблеми на работниците уште повеќе кога не очекува страшен период есенва. Кога буквално ќе започнат да се спроведуваат повторно кредитите, кога буквално ќе започнат оние активности на банките кои дополнително ќе го оптеретат работникот. Затоа ни треба моќно движење кое ќе му обезбеди плати на работниците, кое ќе му обезбеди заштита на нашите работници и кое што она беше основна идеја водилка, ќе мора работниците да учествуваат во управувањето и раководењето на фирмите. Ние за кога бев уште преседател го донесовме законот за Европски работнички совети каде што се предвидува влегување на работниците во органите на управувањето. Задолжително ќе мора да бидат присутни и работниците за заеднички да ги решаваме проблемите. Тоа ќе биде во интерес на работодавачите, заедничкото делување ќе биде во интерес на владата да ги наоѓаме заедничките решенија и колку што е можно побрзо да обезбедиме нашата држава да влезе во Европска Унија. Колку побрзо тоа сите заеднички го направиме, толку ќе обезбедиме поголем бенефит за работниците. Веројатно ви благодарам и имајте убава работа и побрзо да ја вратат назад на... Благодарам, јас се надевам дека ова многу скоро ќе го направиме. Тоа е и мојот конечен повик доколку се прават одредени активности за обструирање. Сите оние кои се членови во органите и телата, бидејќи таа пресуда важи за нив, треба да веднаш да ги реализират тие активности и конечно
Сојузот на синдикатите на Македонија да го ослободиме од ова лице, кое се покажа дека нема капацитет да го води, кое се покажа дека само обезбедува клиентелистички интереси, која го стави во длабок дебел зимски сон Сојузот на синдикатите на Македонија, нема никаква активност, нема никаква заедничка активност со работодавачите, го остави работништвото без колективни договори за приватен и јавен сектор. Дури му го намалуваше и регресот, никој не зборува повеќе за законот за мобинг, никој не зборува повеќе за остварување на тие права за протоколот за европски социјален напредок и мислам дека сето тоа ние ќе го правиме натаму. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и вас. Тоа беше претседателот на синдикати. Почитувани гледачи, следете ми понатака, јас секогаш ќе бидам на ваша страна.